Олвеб го започнавме 2012 година како влюбеници во дигиталниот маркетинг и дигиталните комуникации. Бевме тие некои први пионери со години наназад во промовирање и поддржување на таа комуникација, која што денеска веќе е секојдневие и апсолвирана работа. Тогаш бевме мала група на луѓе ентузијасти кои што почнуваше да работи во тој сектор и многу често имаше така наречени комјунити организирани настани кои што ние бевме дел од нив и ги организиравме, кои што беа карактеристика на некако си многу можеби повеќе техничка заедница, меѓутоа ние ги префрливме малце повеќе да навлезат и во маркетинг водите. Неколку години подоцна, со неколку помали настани од таков тип зад себе, се охрабривме да направиме нешто поголемо, нешто што ќе треба да, помогне да се придвижи целата индустрија напред, односно да помогне на останатите професионалци во нашава држава да ги охрабри и да им даде знаење и искуство кое што ќе им користи понатаму за во работата. Како што годините одминува, улогата на дигиталниот маркетинг и дигиталните комуникации значително се промени. И ние со Олвеб континуирано го следевме тој развој и се обидувавме секој пат да видиме најмалце чекор 2 пред локалниот пазар, но да носиме говорници кои што имаат големо искуство и доаѓаат од некакви иновативни средини, поиновативни средини и континуирано да дискутираме на теми кои што условно речено се уште не се случиле тука, меѓутоа ќе се случат. Да. Оваа година ви е 10-та јубилејна, така? Значи, малце е тешка математиката, затоа што 10 години од почетокот на Олвеб, значи од првата Олвеб конференција, што се случи во ноември 2012 година, меѓутоа не е 10-ти настан, затоа што некаде во 2016 година почнавме Олвеб да го организираме и во Тирана, Албанија, и таму веќе има 4 настани организирано, 4 години поред. Во Македонија се 8 до сега, што всушност значи вкупно 12. Меѓутоа имавме 2 години пауза на двата пазари заради пандемијата и сега се враќаме повторно назад, што технички го правила 13-ти настан вкупен или 9-ти во Македонија, меѓутоа 10 години од постоење се 10 години од постоење и затоа решивме тоа така да го комуницираме. Како гледаат фирмите во Македонија на дигиталниот маркетинг? Дали препознаваат потреба од овој вид на маркетинг? Апсолутно да, значи веќе никој не дискутира дали има потреба или нема потреба, само се дискутира да се види колку внимание ќе му се посвети во смисла на тоа колку буџет ќе му се даде. Јасно им е на најголем број од компаниите дека веќе не може да функционираат ако не се присутни во дигиталните канали за комуникација. Очекувањата на корисниците се, во голема мера и прво да пристапат онлайн некаде да искомуницираат на социјални медиуми, на вебсайт, на имейл и така натаму, а подоцна да се обидат да добијат информација на друго место или да појдат во продавница или слично. Така да можеби на почетоците дискутиравме колку е потребна и колку е добра и кои се предностите и кои се недостатоците. Денеска веќе тој муабет е излишен, односно нема потреба да го дискутираме затоа што дигиталните комуникации и маркетинг алатките се присутни. Многу е лесно да се осети нивното влијание и нормално да се одлучи брзо и лесно да се продолжи со активности таму. Да, секоја година презентирате нови идеи, нови нешта. Која е она клучна промена што ќе се презентира оваа година на конференцијата? Да, ние секоја година се обидуваме да донесеме нешто што мислам да се отворат некои теми кои што гледаме нека на глобално ниво зафаќаат добар простор од дискусиите. Но трендот овие години, последни 2-3, можеби под влијание и на пандемијата и под влијание на промените кои се случуваат во заштитата на лични податоци, особено во дигиталниот свет, е враќање на основите. Значи, многу повеќе и глобално, а ќе има во дел од програмата и на Олвеб, и покрај тоа што тие се тематски насочени предавања, ќе бидат онака враќање на основите на маркетингот. Долги години заглавивме можеби многу позитивно во некои детали во оптимизација и перформанс и така натаму на дигиталниот маркетинг, меѓутоа попат веројатно ги заборавивме основните начала на маркетингот. И сега кога алатките малце ни се менуваат и кога треба да имаме малце постратешки пристап благодарение на заштита на лични податоци,
и управувањето со податоци, сега мора повторно да се запрашаме кои се основите, зошто го правиме ова, која ни е целната публика и како да стигнеме ефективно до незе, што во основа е еден глобален тренд на нова адаптација или реадаптација на комуникацијата на дигиталните канали. Да, колку што забележав на официјалната страна ОЛВЕП, дел од најавените спикери доаѓаат од страна, што е со локалниот пазар. Да, значи ОЛВЕП секогаш има пристап да носи светски имиња, да носи имиња од регионот и да носи, мислам, да представува, односно повикува на сцената и локални говорници. И има 3 локални говорника на сцената на ОЛВЕП и оваа година во Македонија, што е до некаде некаков си просек. Меѓутоа, нивото на говорници кои што доаѓаат од странство е многу повисоко, односно ниво на професионални говорници, луѓе кои што се долги години во индустријата, кои што имаат исклучително многу искуство со работа на сцена и со предавања и со обуки и слично. И во некој сегмент представува сериозен предизвик да се обезбеди адекватна програма или представници од локалните компании и агенции да бидат дел од ОЛВЕП. Ние секогаш се трудиме да подготвиме луѓе, ние секогаш се трудиме да им помогнеме, да се охрабрат да го направат тоа, меѓутоа малиот пазар и помалото искуство, не дека не знаат да работат, не дека нема што да споделат да работат, меѓутоа ги обесхрабрува да толку отворено зборуваат на голема сцена. Дополнително, тука доаѓа и моментот на фактот дека во Македонија се работат интересни работи, меѓутоа и квалитетни работи, меѓутоа во мал број ситуации се работи нешто што е иновативно, нешто што е, да речеме, рамо до рамо еднакво со светските трендови, а тоа да биде резултат на стратегија или план од домашни компании. Многу често тоа се случува како дел на адаптација од глобални компании или локални подизведувачи наречени работат за некакви си глобални или големи странски клиенти. И во таа ситуација тие немаат толку многу простор, а бога ми во некоја ситуација и интерес, затоа што не се базирани на локалниот пазар, да ги изложуваат тие нивни постигнувања и знаења. Каде да се информираат сите оние кои сакаат да се во тек или да научат нешто повеќе за дигиталниот маркетинг? Па денеска е претерано лесно да одлучиш каде може да се надградуваш себе си со знаења повезани со дигитален маркетинг. Има безбројни академии достапни онлайн, бесплатни предавања, тренинзи, курсеви и така натаму. Меѓутоа има и академии кои се достапни и локално, меѓутоа и глобално, како цели програми кои што би требало да му дадат на човекот едно сеопфатно знаење во полето на дигиталниот маркетинг. Значи, тука се различните академии во Македонија, Brainster, Semos, Creator Hub и така натаму, Creative Hub и така натаму. Ги има многу и локално, меѓутоа ако нешто е денеска лесно да се најде како материјали, како ресурси, како едукација за некоја тема на интернет, тогаш тоа е дефинитивно дигиталниот маркетинг. Така да се што треба е само волја и нормално желба за работа, затоа што на почеток можеби ќе биде малце потешко, меѓутоа она што ја прави вистинската разлика е ако си најдете некаков свој проект или да волонтирате некаде или да работите за некоја компанија или некој свој личен проект преку кој што ќе ги практикувате работите што ќе ги учите, тоа е најбрзиот пат до да речеме успех. Кој е вашиот совет за сите оние кои сакаат да се занимаваат со дигитален маркетинг и како ОЛВЕП може да им помогне? Мојот совет како може што да направат луѓето што се занимаваат со дигитален маркетинг. Ајде да размислам малце. Значи, веројатно мојот совет било не престанувате да кликате. Значи, квалитетот на знаењето и искуството е исклучително многу зависен од кликање. Односно, јас така го нарекувам моментот на истражување, моментот на тестирање, моментот на испробување. Значи, не можеш да научиш едно нешто и да застанеш тука и да го работиш година, 2-3. Од дигиталниот маркетинг бара континуирана надградба, бара континуирано унапредување на знаењата и бара широки диапазон на знаења. Да, добро е да имаш специјализација во еден сегмент од дигиталниот маркетинг, кој што денеска представува прешироко поле, меѓутоа за да можеш ефективно да го употребуваш и тој еден сегмент кој што го знаеш добро, мора да имаш пошироки познавања од другите алатки и техники за да можеш да
да ползуваш. Што би можеле да научат луѓето на Allweb? Па прво да сватат индустријата, значи да видат каде се движи индустријата, да сватат кои работи се важни, можеби во кои сегменти може да се пронајдат, дали е тоа аналитика, дали е тоа дејта, управување со податоци, дали е тоа можеби имейл, дали е тоа можеби работа со инфлуенсери, социјал медија или можеби нешто повеќе на стратешката страна. И второ, нормално да ги запознаат играчите, односно луѓето кои што се дел од оваа индустрија со години наназад на нашиот пазар и ако имаат нешто што да им понудат, да им пристапат и да им го понудат тоа. А како и каде може да се пријави секој што сака да биде дел од конференцијата? allweb.mk, значи allweb.mk е сајтот каде што буквално сите информации се достапни, таму може да се направи регистрација, да се купи онлайн влезница и да се дојде во четврток во Маврово на Allweb.